Другари и другарки, како што веќе знаеме, во вторник во 20 часот ќе започне новата сезона на Redcast. Ќе бидеме под голем притисок. Очекувајте жестока борба со сите хейтери, ботови, жолтиот печат, медиумите, олигарсите и дебелогазовците. Очекувајте да бидеме линчувани, шиканирани, напаѓани, блокирани. Но никогаш немојте да заборавите кои сме, од каде сме и зашто сме тука. Другари, ние сме Македонци! Од каде сме? Од Северна! Од каде сме? Од Македонија! Што ќе направиме? Ќе победиме! Ура! 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 Добро вечер, Скопје, добро вечер, македонци, добро вечер, добронамерни луѓе. Вие го гледате 16-тото поред издание на Redcast. Јас сум вашиот водител Кирил Трајковски Максим, кој што секогаш ви ги носи најубавите и најспецијални гости во нашиот подкаст. Пред да си ги најавам гостите, секогаш ги поздравуваме нашите спонзори. Значи, одиме прво со Клима Лайф. Доколку имате потреба од нова клима, обратете се во Клима Лайф на 075-660-092 и нема да сгрешите. Тие се доктори во својата професија и вршат продажба, монтажа и сервис на клими. Значи, дечки, доколку ви треба нова клима или сакате да освежите старата, јавете се во Клима Лайф, нема да зажалите. Исто така, сакам да пратам огромен поздрав до сите оние кои што донирате досега на нашиот канал. Продолжете така, на вистина многу ни значи. А сега дојде ред да си го најавам мојот гостин. Ќе направам една специјална најава, нема да го кажам името, затоа што имаше желба да ја најавам со песна, а искрено и од кога ја отсвиревме таа импровизација, и мене ми дојде таква желба да го направам тоа. Вика вака: таа е контролор на летање на Скопскиот аеродром, пејачка со кариера, авантурист и, како што вели пред се, посветена сопруга и мајка на две прекрасни деца. Вели дека не и треба магија, оти клучот за добра организација и функционирање во животот го нашла во помошта од најблиските, во својот младешки дух и во љубовта. Добро вечер, велам за... Сега ќе видите кој. Еве сум. Иде вака. Од секогаш помнам, ја викавме убавата мијата, таа не пиеше млеко и само правеше ракија и салата. Се молеше секоја ноќ да ја покани Кирил во Redcast. Ми рече: ајде бе будало, една јави се еднаш, да дојдам да правам интервју за тебе во Redcast. И етене вечерва, драги мои, ја поканив прекрасната мијата, која ќе ни отпее нешто, а после ќе ми пушти и плата. Бидејќи работи како контролор за летање на македонското небо, ми рече: дојди до мене, ќе ти дадам се што треба на светот. Фристайл. Мяу. Мислам дека е доста. Добро вечер за Мијата, позната како Наташа Мијат Крстевска. Не сум попозната, така за му лична карта не сега знам. ја тука ќе те прашам што е Мијат. Нешто мијачко имаш или... Не, таткото ми се викаше Мијат Мијатовиќ и си го додадов неговото име у првото име. И фактички кога Ана Марија сум Наташа Мијат. За кога праша матичарот нејзиното или неговото, да кажам неговото. Кажи ми, Мијат какво име?
Мијата е српско, Мијат Српско? Мијатовиќ Значи, ти беше си- од Шумадија, едно село кој тража кај Гуча, така да јас сум југословенско дете хибрид. Вау. Значи на право место си дојдена. Ептен. Значи, кога видов Добро. најавата, прво да ти кажам, најавата за втората сезона ти е лудило. Фала. И најавата за емисијата ти е уште по-лудило и голема чест ми Значи, правиш. и овој интервју ќе биде лудило. Ептен си ме разоружил. И стајлингот ти е лудило. Thank you, па рече со капа и ја мислим. Ај дека со американците се поштуе, мислим. Ама ова чекај мазе се, ти шо ми значи да ти се спрему. Да, ја многу сум спремен за овој интервју. Извини што не се спремив. Еве, јавно се извинувам што не научив ни една песна од Мијата во вториот дел од друга сезона, од трета сезона кога ќе те викнеме. Пак ќе ме викаш? Ќе ти Ама да, рече, сум молела си кај вечер да ме викнеш, Ама така да тоа ќе го мораш да измисли, ме, бре, не, ќе човече. мораш пак да ме викнеш, пото молам. Ајде да почнеме со македонското небо. Дали е се под контрола на Скопскиот аеродром? Да. Се Да ти сеќавам кажам, се сеќавам во Се минатото. сеќавам пред некое време не беше баш Се- добро, нешто имаше Се оправивме. Да? Добри сме, одлични, Добро. да. Имаме доста транзиторен период, ќе менуваме нов систем радарски тантара-пантара и многу сме така А тие куршлусот што го направија ги сменивте или останаа? Или само ќутеки се тоа? Не. Не, Тие што, не. значи, молим те, да Молим какви те, немој кјутеци вака. зборуваш. Ти знаеш дека кади да Па се што беше случило тоа? на друго Им место. влезе некој ги Чекај малце. потепа тоа. На било кој друго место светот ќе беше терористички напад, кај нас е кошкање. Кошкање, така, е. добро е. Не тоа, него и на Буба Мара ме наместија со скетч. Стварно? Да, За тоа? Да. Не виде. Абе, аз помнат контрола на летање и на Мијате ми текнува. На сите, најверојатно дека те знаеме од овој Па добро, јавниот, не е лошо затоа што знаеш, искрена бидам, многу ни е битно професијата малце и младите да ја примат поише. Иако еве да кажам сум некако видна амбасадор на таа професија, за поише млади да се пријавуваат кои имаме конкурси. Значи сите сме уќар. Им пееш ли таму додека работите? Им Те тера да им пееш? Им порано многу Чистачки, поише. не знам, некои вработени така. Не, порано многу поише, особено што почнав на Идол и кога беше на Идол, сите гласаат, тантара, знаеш, цела, сите масовно возбудени. Тогаш поише. Сега, само последни прилики, некој ако се жени, за свадби и погреби, што би рекли. Значи, ако се жени некој или нешто на кафана, ако се собираме, ајде, певальката да испее нешто. Така да, девојка за све. Добро, Мијата. Ајде сега вака. Да почнеме од твоето детство. А не бевме почнати да се? Не бевме, сега зборевме за За работното интро, место. ајде, добро. Да, кажи ми каде си родена, каде си растена, какво детство имаше, какво образование, каде учеше основно, Како вика, средно? бевме 3, немавме многу. Но мирисот на факс хелизи прима. Леле. Не беше Ќе биде интересна емисија, ова гледам. Значи, јас сум родена во Скопје. Скопјанска. Скопјанка Со сум. српски корења. Го увезовме таткото. Добро. Значи, тогаш мајката ојде од Мама е село Долно македонка? Дупени, преспан, не гледаш дека сум Дупенка? Сварно? Видим. Не знае. Не. Ете. Дупенка Шумадика. А што е порава со Горно и со Долно Дупени? Има нешто она дека порано стварно селава ги Па со крстена географски. заради- Се Дупене со Епицентар. шајки нешто многу или... Не, има разни причи за тоа. Нешто Ај, исто кажи. италијанска војска, некој одред што се викал Дупени и имало као горни и долни одред ставено тоа нешто, не знам, после Прва светска Да, таму војна. многу војни имало, мислам, многу борби имало. Да. Има разни приказни и тогаш силото кај што е сега уствари било војска база, а селаните биле горе у планината, у горно крие. село и после кога се спуштиле, Сега кога Долно се Дупенци расшириле, стане, па да, плива, свој на па своето. плажа, не, па шу едно плажиче 500 што има таму. Многу Дупени, Сум бил beach таму. the best. Да, стварно е beach the best. Значи, родена си... во родена Скопје? сум у Скопје, ама како што сум напунила 40 дена, одма ме испратиле у Дупени. На воздух. Па добро. Па нормално. Не е И лошо. секое лето беше, остаеме, заборајме. И фактички, Баба, дедо таму? сигурно? да, баба има, дедото многу рано починал од туберкулоза на негови 26 години. Оф. И тоа беше тужно. Ама баба, знаеш каква? Уште е жива. Не, ама ковидот умре Ама на... баба Слушај, 200 години има. 94 маж. Браво. Изгледа дека без маж, камо па нема среќа. кој да ја цица. Значи го направи да лук. О мај гад, леле, колку си ми прекрасна. Малце. Добро, порасна во Скопје, кој е мало?
во Острово. Долнодупенско. Значи, Долнодупенско мало. Не, на улица Владимир Комаров, учев во браќа А ти тука Миладиновци. комшивка си. Комшивка до 12 години и после летото 6 за 7 се приселив у Радишани, се прифрлив у Ацо Шопов, Си била љубенца? а се омажив у Ѓорче. И сега сум белосветска Ѓорче Петровка, мадама. значи сега сум све по обиколница. Бога ми стварно, се Значи, врзе. Ѓорче, Радишани, Петровец, загара. Нема И ќе треба семафори. у град да одам. О, знаеш, у Ѓорче И за како видат. контрола на летање аеродромот. Не, слушај, Тука знаеш ти. како викаат у Ѓорче, кидам на град, у град, специјално. И ја така, у Ѓорче кога треба у град додам, специјално ми е Па тоа. реално Ѓорче може да биде комотно град. Не мора да биде Па као... 10-60, не знам, Да, фркава и е за тоа. Драчево ти е. истото го мислам. Па и Радишани исташ. Не, Радишани е малечко, ама Ѓорче е огромно. Добро, значи порасна Пораснав. тука, И после толку напред пораснав, тоа не? и школа што за учеше? Шо учеше вака од школа? Како Значи од школа си почнав, си отидов дали после Ацо Шопов се запишав Вечерно. у Никола Карев. Значи Трета гимназија. година, прво математички смер. Добро. Тогаш сакав докторка да бидам. Со таков ниет бев. Ма таткото физичар ми рече, слушај, не оди медицина, да се премислиш. И сва среќа што ми рече, така па отидов во гимназија. Четврта година отидов на exchange student програма у Америка. Стипендија лапнав, останав 2 години на факултет на примед во Урбано универзитет во Охајо. И таткото почина и све се направи, значи ждагао. Пошто врати, не само што се вратив, него на мојата таму програма на коледж им фалеше физичар и го викнаа да биде визитинг професор и требаше заедно 4 јануар да патуваме и човеков умре на 25 декември. И сега, ај тоа што се деси, него 2001 и тоа војни тука фатија чуда врагови Така све и беше, ја да. летото доаѓам. И И си патив дечко и со... не, чекај до дечко застари. Не бе, тогаш од туга каков дечко, депре бев 2 месеци не се ни сеќам од животот, никако сум видела на часови ни ништо. Тешки И мигови од твојот живот. искача конкурс у контрола летање. Летото. И мајка ми моја драга река. Нате да пробаш? Бре, како да пробам? Викам, че нели таму медицина, друго нешто што да пробам. Ма ти не знаеш, она на аеродром работеш, ама у метео. И вика, ама ти не знаеш, таа е многу добра професија, ќе ти легне. И јас сватив дека ствари. СОС повикна мајка да ја да се вратам. Мислам, така го протумачи. Викам, слушај, не мора ништо да решам. Се пријавам. Кај знам тоа, конкурси чуда, врагои, нели? Така е. Ако било писание, ќе биде. И имаше доста конкуренција, јас се пријавив, бев, што знам, ко 6-та. Та ова на колку години? 20 и... И па 81 годиште сум, значи на точно 20 години се Значи, дешава ова. од многу одамна си веќе таму, ти факти. И да, се тетка сум 43 имам. Замисли. 20 и колку 2001, да, 24 години кога ме регрутирале. И многу интересно. Со музика од каде? Чекај, со музиката, тоа паралелно. А тоа... Тоа паралелно, тоа нема врска. Имаш ли Паралелно. некој музичко образование, вако... Па имам нижо музичко, пошто на 5 години сум почнала да пеам, уста не сум затварала по дома и не знаеле што да прават родители. Рамче у МКЦ, знаеш, 25 мај со мандолински оркестар. Познато ми е нешто? И Ја идев таму на Ритам Плюс. Шукри е... Кај Тоши, кај Верчи. Сакака, ча си ти. Ча, сумба, рамба, мамба. И драга моја му вика, бе, имам едно дете, устане затвара, пее, Дорис Драговиќ по цел ден. Што да Не, правим? Дорис Драговиќ можеш да ме отпееш. Добро ќе ти отпеам, слушај се. Ти И му вика, и вика, ќе си ја запишеш у нижо музичко. И Па ја паметно. На 5 години, како не? И ја на 5 години отидов со жетончиња на нижо музичко и све цело го истерав, едвај. Зашо бе, шо? Па поубаво затоа што пееш, никој не виде бе. таму дека разбирам јас се. сакам перформинг артс, да застанам на сцена, да се трансформирам, ексцентрична. чуда да правам, а не тендере бак да свирам само тоа глупости. Да. За мене. Значи, после кога отидов во Америка, кога се отворив таму шоу choir, ваков, таков, хорој, море, а тука ми се врати мене жилбат. А кај нас на естрадната сцена, Ќе збориме. Уживај. преку идол се се слайдин. Затоа И што што многу направи на беше Идол? бедно. Па дојдов до топ 10, тогаш беше Македонија, Црна Гора и Србија заедно. А еден беше тогаш, Блажевски беше у жири.
Па имаше еден Петар Јањатовиќ, мислам, од Србија и уште еден имаше од Црна Гора. А од Македонија кој бевте? Тогаш стигнавме у кандидати? топ ја, Ноне и Дејан од Велес. И Ноне остана до Кај е до Ноне, финале. бе, Дај да викнеме се уредкас. Па нели е? Ноне, Чекај. Ноне. Не зезај, шубава е, колко капка роса. Дали ја гледаш ти таму на Да, некои многу бродови? убава. Чекај од джеб да ја извадам. Се шалиме малце ви. Слушај, Кажи ми сега ти вака. јас да ти кажам нешто. Една анегдота. Може. Одам и до. И искачам од идол, испаѓам, не гласале вечерта, испаѓам и доаѓам на работа и наравно тажна и доаѓа колега мој ми вика, знаеш ли зашто ти, вика, не продужи? Зашто? Многу ти е голема дланката, ми вика. Вика, види Нонето како држи микрофонот со рачето мало носто вака тактира. А стварно така правеше. И ја го гледам, вика, о мај гад, вика, ти кога ќе се омужиш да ме викнеш да видам мужот кој е тој со твојата дланка. Кој како го Кој сваќа ова со муж, дланка? вика. Значи со Мало дланка- раче. Да ти кажам. Па добро, сега ти кажувам, значи у контрола Добро, на добро, летање супер. поддршка добив, ми објаснија луѓето во детали што се случува. Супер. Ајде сега да ни кажеш како изгледа еден твој типичен ден. Како се будиш, знам дека имаш дечиња, сега се веќе поголемки. Сини ќерка? Или уште едно? Че да се поклонам и да почнам. Значи, звони сатот у 6:28, ако не сум прва смена на работа. Тогаш се будам за да ги разбудам децата да им направам за јадење, пошто нешто ужинките не им се свиѓале. И ги спреќам у школа, прво едниот па другиот. Прво по малата која што има благо OCD и се тресе ако не е на време у 10 минута у школа, и после имам син кој што е 14 години у пубертет и кој што ме мрзи што го будам у 10 минута за да стигне до 3. Па да, Сите ваljda за такви здрави машки индивидуи, така е рецептот, ја не знав. Сега сум у шок да видиш све вака будка, штрнгниме да кинисам, а ова мало, цака, како пусличе, све спремно од вечер, аутфит, дури и јас така не сум била, значи до толку, замисли. Се метнала на некој? И после некад се враќам да се доспиам, а некад имам више цел список на милион активности и работи и Готвиш, терам. вака правиш нешто? Не, маш ми готви поише кај нас. Маш ти да готви, кажам. значи Што тука си се спасила. Што би рекла ќерка ми, мама многу добри салати прави. Душа, мајке. Не дека не готвам, мислам знам да готвам. Само јадеш, претпоставам. Не готвам, јас само јадам. Не бе, па овај газ не е од прас, мора Да, све да се проба. А добро, со работно место... Со работното време да ти како одиш објаснам. смени, Одиме бе? у смени. Например, еден ден сум прва смена. Колку трае една смена? 12 часа или 8? Не, 8. Осум, Од 7:30 Значи, до не сте толку 15:30. оперетен, и мислев да не е подобро. Не, 12. 8 сати, значи идеме прв ден прва, последниот ден идеме втора, па после ноќна, трета смена и после имаме 2 дена слободни. И после пак вртиме. Абе, порано, од работа директно сум идела на факултет, па со колешки, со другарки на кафе. Не сум ни легнувала, сега не можам више да издржам. Значи морам да се доспијам, па тек после едно око, па жмурка друго око. А имаш ли време вака да излагаш или веќе поминаа тие години кога излагавме, да речеме, со пријатели у дискотеки, по барови, по кафичи, или тоа го заменува нели твојот ангажман кога свириш со бендот? Па мислам дека да. Не можам да кажам, поише ако искачам идам у кино со некој дете или со маш ми краток некој дејт, прашуваме за нешто, А нешто децава па кој ви ги чува? Па големи се више. Па ги оставате сами. Па 9 години, 14, Добро, да. помина тоа најтешкото, не се. Да. Сега сме фриберд. Поише сум, например, да соберам денови па да киднам негде, знаеш, у некоја таква спа, него да идам да банџам секоја вечер, пошто знаеш како, треба алкохол да не пијам 12 сати пред смена. Значи, Сериозно, таму ве проверуваат дали сте па имаме потисана? рендом контрола. Да, бе, да. Со дрегери доаѓаат. Да, бе, да. Дувај. Да, дуве. Сериозно. Сериозно? И као седиш ти вака и Баш така. продолжуваш. Па што да преш? А ако дувне 0,5, Што правиме? па губиш Суспензија? лиценца, па како? Не Suspension. И сега Добро. ти кажам кој ќе израчунаш пред работа да не пијам, после работа Ти сум ми кажеш, преморена. ај, ништо ќе нема да. Доста ми е. Баш така си кажеш. После Доста ми е. ноќна многу ќе ме фати брзо. Доволно животот ми е комплициран. Yes. Чекај, Што е капенце нешто... за пред. Да.
пивници, јас друг те прашувам, што е нешто што луѓето не знаат за тебе, а би ги изненадило? Многу добро крпам. И вака шијам со раце. Стварно? Да. Мијата, ако не Тоа. беше пејачка или контролор на летање, што е третото? Што Па сакаше ете. да бидеш, а никогаш не стана? Докторка ќе бев, и тоа некој хирург не видам. Да. За некое нешто. Ама знаеш, после... Тоа беше желба на татко ти? Не, јас нешто се нафурав за медицина, ама знаеш, некако се оладив еден момент, кога сватив дека се писари на фармацевска индустрија. Значи, не таков доктор, него вистински, некој што иде, влага и решава, а не е некој што ќе ти раскажува вакво апче да се напиеш, такво апче. Не таков. Значи, the butcher. Да. Влагаш унутра и спашаваш, вржуеш. Или Како таков, порано или што бил. никаков. Да. Ама нема врска, ете не се даде, пошто изгледа Севишниот сметал дека треба не со еден живот у еден момент да се бавам као докторите, него одеднаш со 150, 200, 300 колку што се у еден авион. Така да, уште поголема одговорност да имам. Така, која беше пресвртната точка во твојата кариера? Кој момент, значи Од која кариера? Од музичка, од пејачката кариера. Како се случи да снимиш прва песна? Предпоставам тоа беше пресвртен, тој хитот не вели. Да, што, верувам во зашто, себе, како? верувам во себе беше многу јак момент. Први си до беше суперски, затоа што тоа беше 2004-2005, затоа што имаш опција да видиш како луѓето реагираат на тебе. Ти можеш да си пееш најболje на свет, ама ако немаш она X фактор што го викаат, да реагираат, да те сакаат, да те примаат енергетски, да пуштаат канали, да останеш на каналот нели дома, ништо. И ја тогаш млада у комерцијална банка вадевме нешто пари, стално книжка немаше, ни картички, значи 2004-2005. И одам да си вадам пари и жена една работена на шалтер, све цак брои и ми ја дава вака Дига под повед. шалтера и имаме прави. Не вака прави. Да знаете, во саботата гласавме за вас. Ти подцрвенен? Не сте што под Кажи црвене. колку има, Не го така. викам. Леле, фала ви многу. И тогаш сватив дека луѓето више ме препознаваат, ме примаат и ме поддржуваат. Што е многу битно за еден перформер. Значи, пошто ти нели можеш да се опружиш со луѓе кои што се лижалчиња и немаш вистински Така. чувство за фидбек на луѓето што мислат за тебе. Нормално. Така да тоа беше некоја пресвртница прва и после сега го верувам во себе со работка со И ден денес ти остана мислам Тања најголем Рибарска, хит. да, со Глигор Кондовски, со Валентино Скендеровски беше многу Која напиша песната? Кој ги пишува текстовите во твоите песни? јас. Сама? Да, јас сум 90% автор на моите музички парчиња и тоа Супер. музика и текст на телефон, значи све снимам и постидам од почеток у студио и го ќе седам. Вас. Ајма се, волшебства. Му играм на таци у... Викам, латино е. И ме вика, абе, мија да вика, блуз песна. Абе, латино е, му викам, волшебства, малио. Значи, ја како ги доживувам, знаеш, работите и од почеток, се исто вториот албум го правев со Дамир Пух, со Наташа Миха. Имам веќе, да кажам, сум пораснала како артист, имам цел бенд, многу јака екипа. Ај ќе збориме за тоа. Кажи ми која песна од друг македонски изведувач ти е guilty pleasure? Моја гитара. Ќе ја свириме после. Серно? А Не знам, исто, кажи ми. знаеш која песна, например, ми е, како јас оваа песна не сум ја испела? Која? Од Каролина Гучева, ти знаеш колку вредам. Ја мислам дека таа песна за секоја една девојка млада треба да биде a must, нели, химна да ја научат, па после да фаќа дечко. Викаш? О, невидено. Добра песна е, да. Еј, откај Мене знаеш онаа ти, ми ти се си свиѓаше. мушко дали е добра Па или не, не? ја Ја ќе Каролина ти си ја кажам дали е поштуем, добра. ми се свиѓа онаа Вукада една кога е како Ријана, мислам Ријана го украла спотот од незе. Ќе биде се во ред таа. Не е таа. Која беше укада? Друше беше песната. Секогаш знам да ме остана со овој ми. Тоа ме ти си мојот, да се волшебно е кога се смееш. И така, аз се галим кара, многу јакичко, Со тебе да. или без тебе нешто? Нешто така, да.
Али Добро. ти знаеш колку вредам е боли. Гледам дека подкастов ќе трае 5 сати, вака ни идем. Не ме па нели ќе го так, ќе го сечеш Не, после. Не знам дали да сечам. Ќе сечеш, ајде. Идеме со малце по контроверзни прашања, би ги нарекол. И Дали мислиш дека македонската музичка сцена е фер или има внатрешен круг во кој се вртат истите луѓе? Те молам одговарам искрено. Ова е искрен подкаст, немаме тука маски на лице. Значи, дали е фер нашава сцена или само едни луѓе си се вртат во круг цело време и така натака? па мислам дека си се вртат луѓе во круг, тие што си пијат кафе. И тие што си се као затворен круг од типот на дали од академија музичка, значи и вака и цел круг, на пример, ако си аутсайдер, пошто јас сум аутсайдер, така? Јас сум аутсайдер, имам контакти со луѓе, нели, што сум соработувал, кои што ме доживеале како артист, кои што сватиле која сум вистински. И тука немаме проблем. Ама тие, кога се пари инволвирани, дај ми на тие ово, но си е круг често. Така. Така да, Си има некој круг, така и во филмската индустрија. како не Ти знаеме, кажам, све исти ние. глумци има, све Се исти знаеме. режисери, исти продуценти, по тој убав бубањ си се вртка там, па си Ако, не, јас ти Охо. кажам, тоа го доживев, пошто бев во нижо музичко, а бев ничие дете. Што е многу добро. Не е добро, Најдобро немаш е. одма, значи, Утре третман никој нема нист. да ти пререче Не, ништо. ама професорите што ти ги сама си доделуваат. успеала. Да, професорите што ти ги доделуваат, бекграундот, како те третираат, не е ист. Океј. Тоа е твое Вервај. мислење. Абе, го доживеав како... Одиме. Каков Одиме. е твојот став за користење на плейбек на настапи? И дали некојаш си се пуштила на плейбек да пееш или исклучиво сакаш да си пееш ушиво? Јас многу не почитувам плейбек, затоа што сум пејачка која што пее, а не е пејачка која што шета фустани или пејачка која што бара да се омажи богато. Значи, нели, различни категории има на пејачки. Јас сум како, нели, зема микрофони, И растура. грла пушта, да, избегнувам плейбек, например, у некои емисии кои ми викале плейбек, поише ќе им речам, па пушти спот. Нели, имам спотови, сум ги снимала, пушти попуни минутажа. Не верувам. Еднаш, два пати максимум да сум пела нешто на плейбек. А тоа Тоа што можете бев на ославена на протекал, па девојца, нешто. Добро. Нема врска. Сакам ти кажам, глеј, и реално луѓето кои мене ме викаат да пеам, ме викаат заради пеењето. Не ме Така. викаат заради другите фактори. Дали некој од колегите некогаш ти се испречил на патот до успехот? Има ли некој човек што ти сакал да ти постави сопка? Од кои колеги? Од музичките води. Сега за тоа збориме, за музиката, за контрола на летање, не знам какви колеги. Какви имаш. колеги имаш? Добри мисли, ајде, тераме. Поздрав, колеги, пазете. Поздрав, што колеги. правите. Немојте И пазете. кјутек да јадете таму. Не бе каков кјутек, види колку сум фина златна, бе какви кјутеци шум. Бе кажи му што ме направи овој муаве. Па ви спотепаа таму, влево, бум, Добро, па јас сум од тие бранителите. Не, Не бе, Кјути замина, се спасти. Чекај да се напијам. Не бе, ти ќе застанеше на врата и ќе се исплаша. Ма нема ни да влезат, јас кој ќе застанам, што не Нога зафркам. ќе постоиш. Знаеш дека од детство Рамбо ме вика? Еве те гледаш нешто што не сме знаели. Рамбо кој? Рамбо 1 или Рамбо 2? Не знам. Рамбо си е Рамбо. Има ли доволно поддршка од медиумите за женските изведувачи во Македонија? Има. Да ти кажам, јас сум многу благодарна. Особено пишани медиуми или било што. Не дај Боже да ги тераш на концерт да ти дојат. Тука не. За Лепа Брена си ти идат. За кај тебе не идат. Не се споредувам со Лепа Брена, ама сакам да кажам дека многу ако треба од дома да искочат у приватно време и да слушаат, не, ама и да не им се мешаш у терминот за турски серии. Значи тука нема многу. Али вака да напишат, да дојдат, да те испоштуваат преку ден у работно време, ќе дојдат. Некои велат дека денес музиката е повеќе маркетинг отколку талент. Се согласуваш? Еве земи и светската сцена. Па да ти кажам право, има вистина у тоа, затоа што целото пакување е битно, нели, како ќе му го презентираш на човек, допадливоста, плюс и која слушачка публика ти е таргет. Значи, ако си меинстрим и сакаш секаква раја те слуша, секаква раја има одредено IQ, не може длабоко емоционално и продуховени текстови, тука е друго битно.
Морам нешто да ти кажам. Снимам еден спот со Били и со Гордан од артист, како им се викаш? Гордон Божиновски? Не знам како се Со презива. носрчињата црни, што снимаше со тие раперите. Со раперите. И јас снимам песна, дует со Теодора, Враќање дома. Многу убава песна. Која, Ја Теа снимам... Трајковска? Не, Теодора Ѓошева се. Па не, јас знам. Нема врска, ја знам. Океј. Имам да си слушал Добро, моја Теодорче. музика и ти ќе ја знаеш. И ја слушай. Идеме. Снимаме на камион, низ цел град. И они пред мене, зад мене, као сунет снимање. Многу лудило, значи, беше тоа цело снимање. Има спотов? Како не го има? Ајде го збориме, ќе Ќе го пуштиме од пуштиме, режија, може. да. Ептен, значи, експириенс невиден. И сега го монтираме спотот. Ама монтираат и од друга пејачка спот. На друг компјутер. И сега јас си доаѓам на мојот пулт, овој другиот си го работи, пејачкава друга не е тука. И малце пејачкава, еден кадар, иде доле, клекнува и расшируе нос. После малце, пак клекнува и расшируе. И ја викам, слушај, пошто тоа модерно, Мадона го почна, цела Србија сите идат, клекнуваат, расшируваат. Ја викам, абе, Били, викам, имате ли спот женска пејачка кој што не клекнува и не расшируе носот? Од мијата ми. Така да сега ти кажам, значи зависи што ти е таргетот, што ти е поентата како пејач или нема врска и машките си прават како си прават, не знам тука. Не ми се мешам, Толку не сум ги видел како си прават. Си прават, праше го. Има се од тие другите машки. Да, не, има разни. Сакам ти кажам, зависи значи од што ти е таргет, што сакаш. Ако сакаш луѓето да ти ги слушаат текстовите, ако сакаш луѓето да те примат поинаку, правиш поинаку. Така. Која е најлошата критика што си ја добила и дали таа беше искрена и истинита? Значи, јас имам мајка што е бескрупулозна на таа тема и никој после тоа ме има спремено за светот, што после никој не може да те искрши. Значи, као дома Значи, си те спремила напил, јако, онака, невидено. све да истрпиш. Невидено, да. И една така од појаките моменти, имаше еден скопски фестивал кој држав, значи, диета и ослабев на човек да не личам, значи, што да ти кажам. Арно, ама, со кореографија, со све тантара, а слабев за трудно да останам за второ дете. И ослабев стварно беше ко Wonder Woman некоја кореографија, суперски беше. И после останав трудна и сега ќе правам промоција на прв албум, пошто викам, чекај, ја со се второ дете, кога ќе стигнам песниве неиздадени, знаеш. И сега смислив еден фустан ќе носам за промоција, ама више почна да се здебелувам малку, знаеш, да се заоблувам, веќе 4ти месец фатило, трудноча. И најдов еден фустан, најубав на свет, како шервудски, од не е битно. И го пробувам дома и викам, мамо, види каков е фустанот, кажи какво е кој не стварно. На скопски беше нестварна, сега си стварна. И што после тоа? Значи, идеме дале. Тоа е тоа. Идеме дале. Добро. Шо чужди човек појако од тоа да ти каже или да те... Значи, Да, бе, добро. нема, тоа е... Искрено, priceless. да, родителите секогаш се најкритични кон своите деца, од една страна убаво, од една страна не, ама може треба да бидеме ние самите да прифаќаме критики. Прифаќаме, ете, стварна сум. Дали некогаш си се покајала што си влегла во оваа индустрија? Музичка. Не. Ама не сум имала, знаеш како има? Немаш очекувања, немаш разочарувања. Да. Така да, знаеш, на почеток кога сум била помлада, имаше една скопски фестивал аудиција. Тие не ми кажаа на телефон дека можеш да си донесеш ти клавиатурист да свири песна која сакаш, пошто тој што ја свиреше мојата, ја му викам Crazy од Петси Клайн. Значи тоа на све личеше, само На тоа. на тоа не личеше. Ама пусто немало кој да ме подучи. И после мене цупа си доаѓа. Еден си седнува татара, па паранизираниот клавиатурист. И после на Скопски. На Скопски. Така да, знаеш, тогаш сум летала, сум сакала многу све. Сега ми е појасно. Извини, кога сме кај фестиваливе ми текна едно прашање на Макфест, си настапила некоја? Сум настапила Браво. 2 пати. Браво. 2 пати и не ми ја дадоа најдобриот дебитант песна, пошто пеев песна своја, мораше на Копров песна да добие. Така да. Така се добива. Така се добива. Дали што до 2006... Многу брзо мене ми се разјаснија работите. Не се кире. Добро, има ли нешто во твојата кариера што би го направила поинаку?
но не сакаш јавно да го признаеш. Да, поинаку би направила, многу порано би направила концерт, пошто јас дури пред 2 години направив концерт и сега да кажувам, бев Каде на беше? Дарио на концерт, Дарио Рипас, колку му викам на муж ме, бе, ја остарев концерт не направив, човече. Манете се, тргнете се од мене да се спремам, пошто тоа за да се спремиш за концерт треба 2 месеци да не те прашува дома дали е испрана машината, лиштата, значи да си те пара голем залог. Да. И дома му викам, концерт, ајде. Така да фала му на Дарио што ме инспирира, требаше порано да ми се Каде ти случи беше тоа. концертот? Концертот ми беше во Куршумлијан. Шубаво место си одбрал. Само за таму сум јас. Значи, да не се лажеме. А лани после исто имав во Мала сала филхармонија. Колку концерти си направила? Абе, ти немаш појма ништо, ја да ти кажам. Сега па до Па толку ти, не знам сега. нити на мојот Инстаграм си бил? Ја немам Инстаграм, мислам. Отворено е тоа, ти можеш. Не можам да влезам, кај А ќе. сакаш да ти го гледат подкастот, да ти не идеш да се... Па не, таков лик сум. Не бе ме Повоајерираш. хакна, да ти кажам, некој така. Добронамерен лик, пред година дена ме хакна и само Фейсбук си отворив, викам Инстаграм. Не му се бендисала приказката. Кај што И си тоа бил. баш кога го пуштивме тизерот за втората сезона на Редка, што тебе многу ти се допаѓа тоа со Партизанот, кај што го глумам генералот. Нема врска. Да, баш само што стиснав пост и ништо, све се исклучи. Многу се изнервирав тогаш, ама сега виж се смеам. Сега, Жи подобро. Секој е зло за Арно, Така моја е. драга мијата. Дали некогаш си пеела нешто што не ти се допаѓа, ама само за да помине кај публиката? Не? Значи не по секоја цена. Дури... Да се додворуваш на публиката. Не, сега да дури, пееш нешто. еве, например, јас пеам корпоративни исто настапи. Ми се јавуваат репертоарот што го правам за тие настапи, јас си го правам. Диџејски, јас како Така, сум. не дозволуваш да Што се би рекла мешаш. Лепа Лукич и викаат, Лепа, каква музику слушате по куќи, и ја тоа што желим да чуем, јас си отпевам. Е, така и ја. Така, како ќе почнам да ги редам, од Desert Rose до Дорис Драговиќ, до Арета Френк, значи што сакам, Све тоа пееш, Арета Френклин? све. Браво. Значи што сакам тоа. Се И уште така едно да прашање не и мора да ми размишлам. испееш нешто? Значи не размишлам на са таа песна е хитче. Да, па да ја пеам дека ќе помине добро. Не. Ако така. мене не ми го крене муџото слушајќи песната. Пред да ни испееш песна, што да те прашам. Ајде. Дали некогаш си добила понуда што била под маса за да добиеш настап, награда или промоција? Не може до мене да стигне тоа, многу има по редот такви што чека. Подмаси. Не сум имала Што се подмаси. дешава на нашава сцена? Не ни знам што се дешава, да ти Не ни кажам сакам да искрено. Некој непристоен предлог, ајде напред го, ќе ти даеме наградиче, дојди вамо, отпеј, ќе ти даеме. Нема такви моменти? Не бе сум имала, например, не, такви за тие што се од државни пари стално идат кај други. Знаеш ти, јас аплицирав за некој проект у град Скопје и доаѓа апликација, деве оваа мијата, малце авионите, пари за работи уши и за наставни пари. Они така го гледаат тоа, а јака плата зима. Па ете ти у песната го стави, значи око ќе ме чујат мене името, ако касица прасица нешто им се дешава тука на луѓево и си викат не оваа пошто дека авионите треба без пари да пеат. Ти ми викаш за награда под маса, не знам што збориш. Да, добро. Не знам што Ај кажеш. сега да ни испееш една песна од Торис Драговиќ, вака да уживам малце. Која рефрен? Без гитара? Рефрен, без гитара. Па не ги знам ја многу тие од Торис Драговиќ. да Па ги се свирам. знае која. Željo moja, tugo moja, još sam tvoja, još si moj. Sve, sve me boli od tebe, željo moja, tugo moja. Аплауз! Не, стварно добро пееш. Абе не видам.
Ти си била на подкаст друг до сега или? Сум бил. Ама срамно. беше нешто... срамно. Не вако. Сега ти оди. Не вако. Сум не ти била пошла. на подкаст за промовирање на професијата контролор на летање. Значи добро. друго, од друг Друга жанр. тематика. Прв пат ваков за музицирањето. И за животот. И за И за живот. врските. Да. А ти со врски го одиме- доби подкастот? Одиме со прво прашање од вториот дел. Можеш ли да ни раскажеш за твоето патување во музиката? Што те потикна да се посветиш на музиката? Ај малце посериозни прашања. Сега тоа кажа дека ако дете си пеела, ама Значи, се раѓа дете и доаѓаат едни 3 наречници. И викаат, ова дете ќе има музика во себе. Ќе има канал према космосот, ќе прима музика, ќе слуша музика, ќе гледа цела музика и низ цело тело ќе ја доживува музиката. и сето тоа се случи во пештерата во остров. Не, тоа во Чаир во болницата, Мара. Дека наречниците јас дојдоа. има една многу интересна анекдота. Сум била долнодупени и сум имала 9 месеци. И на Манов мост сум стоела, фатена детенце за мостот. И од другата страна кај Мановци имало свадба. И тупале тапани, дамбара. И јас сум се пуштила по тапаните на 9 месеци, сум продела и дур се вртат кај Чекам, детево. а мостов не падна нешто? Не бе мостенце селско добро. и така, знаеш, и исплаши, детево. се пушта, вика, ја. Не бе, да го барам тапанот, сакам да кажам колку е значи те многу, привлекувало- многу е изразено, многу. Така. И така, не знам, значи, греота ќе беше да не се бавам со ништо со музика, иако И јас се мене ми согласувам е со тоа. полупрофесионално, Не ти правам стварно. затоа што, фала ти многу, затоа што начинот на кој што ја доживувам, мене буквално ме разоружува, имаше, се враќам еднаш од работа втора смена и пуштано радио, и почну од Емили Санде она Cause when I'm feeling up, no matter what you do, it's... едно песниште невидено. И ја немам појма, прв пат слушам песна. И ја слушам песна, возам 12 сат, ќоро пиле нема. Слушам и вака цело, почија да ми плаче цело. Не знам што ми се дешава, значи така ја доживувам Мене ми се музиката. дешава, бе, како старијам плачам нешто. И звонам у радиостаница. Ало, кој е ова што пее? Знаеш, да најдам песната. Многу е јака таа Абе, песна. невидено е тоа. Сега сежам само што збориме. Never good enough, and no matter what you do, it's never good enough. That's the you feel my kind of love. Ама невидено, невидено. Браво, бе, Е, така ги доживам. И сега, пример, си ми слуша музики, некој, и тој, така, Со рапери си ти? нешто се чуда се дешаваме по дома, и ја, ќе ми пушти, и ја му викам, и дали ми се свија некоја песна, и ја слушам, и сега барам нешто да ми се, нели, Пецне, не. викам си, ти пушти мајка си Лин Дион да чуеш ти пење, нешто да чуеш вистински. Ама не, имам почит према сите жанрови и нели, ако му го дига на некој, тоа е добро. Тоа. Така. За фетиш не се преговара. Ајде да пробаме да ја опишеме сега твојата музика. Ти да ја Мојата. опишеш, да, што се разликува од другите уметници во индустријата? Гледаш ли да бидеш посебна на некој начин или Јас фаќаш никогаш не седнувам у студио и да викам, еј, сега чекај, дај да бидам посебна. Тоа никогаш не се случува така. Него што се случува? Јас си возам, или си шетам, или си правам и почнувам да слушам музика у главата. И искачаат како мелодиски линии и взимам ога фага од телефонот, штак, рекорд и почијам тарарарарара и ја уснимувам таа што ја примам. И ја и друг пат сум кажала, јас се подпишувам како автор, ма ја не сум автор на песната. Некој од горе решил дека тој канал, тој човек го слуша. Да. Значи немам врска јас со, мислам, не ни можам да имам мего кантавторско или да речам некој решил дека мојата душа Знаеш, е мене- достојна да ги прими тие фреквенции да ја слуша таа музика. И тоа е тоа. И онда е моја. Јас имав победи да не правам музика, да не сум активна, ама тонев психички. Пошто бев како некој ми кажа јас сум ти дал талент, ти ништо не преш, таа музика што ти ја слушаш и ја примаш, таа треба да се пренесе на луѓето, медиум си ти, и нема ти тука сакаш неќеш. И ја видов, не видов, си верувам во себе, знаеш како беше пример. Демек, еве сега се вработив и факултет се запишав на англиски, извини.
И ова направив и тоа се може ја нешто за себе да направам во животов, да. И таа е уствари ода, моја персонална, која што беше и превју, нели, што све ќе следи. И намерно има како од друидскиот почеток, како у шума, па и да акустик рок, па на крај дури му крајот од песната има како джет мотори бласт од авиони има ефект, го тера Валентино да ми стаи. И као цела, да, evolution of rock. И фактички мојата музика најширок жанр е рокот, ипак, да кажам, дека припаѓам во рок. Поп-рок, би рекол. Поп-рок, акустик, зависи од песна. И тоа тргнам ти кажам. Примам песна, така, гледам која емоција ја буди, гледам каков текст лепи на таа песна највише и после тоа бараме кој е најсоодветен аранжман за да ја донесе таа емоција што ја слушам. И тоа е најтешко, ти на аранжирот, ја му објаснувам, му раскажувам, тоа што ти викам, мафтам, ова се дешава, вакви има инструменти, значи ја цела ја слушам у глава. Ама им висиш над глава на сите. Нема оставање, ја ќе си средио, не. Ќе правиш јадро сум тука. Или... Па не, например со Дамир не ми било така, сум го оставила. Така да треба Дамир Пух, не, Дамир Пух и Наташа Миха. Со нив работев втор албум и... Колку албум имаш? 2. Браво. Па не е Колку песни, лошо. по 10? По 13. Машала. Да, по 13. Како 13 стоиш со замп, задоволна си од нешто? Па Сплата, имаш авторна музика си исто кој што кажа. Да, така, па имам, ми капнува, например, имам повратна средства. Колку битно, и тие сме договорени дома стално дека ги реинвестирам во музика, дали за спот, дали за нешто ново во. Сега беше исплатата пред. Да, сега беше на крај на март. Да. Добро. Кои се твоите најголеми инспирации? Дали имаш некои уметници, доли кои те воодушевуваат и те инспирираат? Да. Значи, Арета Френклин, Дорис Драгович, Селен Дион, Доли Партон. Имам и машки некои кои што, например, пак ќе кажам, песната е таа што ми буди емоции. Например, не знам, Френк Синатра, Тони Бенет, чуда ми се дешава, знаеш, од разни Мирослав Илич, нема врска, значи она стоиш, Мирослав Илич? па Мирослав Илич кај нас се слушаше Тозовац. многу, пошто му беше школски на татко ми од исти клас. И стално раскажува кој отиште на И Хари Джиновиќ. Хариджин. Нема врска, ме разбираш, нема, може да биде, не е битно. Може да биде од брандо песна, нема врска. Постојат ли некакви специфични теми или пораки кои сакаш да ги пренесеш преку твојата музика? Дали наменски со цел ја правиш да речеш оваа порака ќе допре или само чисто ради емоцијата ја правиш музиката? Како што Па не, ги поврзувам после емоцијата и наменски интелектуално. Сакам да имам морална одговорност, како Сирано де Бержерак што вика крвта ми запира за секој избришана запирка, така имам морална одговорност за секој збор што го употребувам у песна. Например, не е тоа туку така ставено, него е размислено, чешлано, особено ако е, например, песна за Златно Славече, за детски фестивал. И знам дека деца внатрешно ја впиваат таа музика, и после Леле, тоа тоа може беше да им многу беше... добро сега на Златна Бубамара настапивте Добро беше. со космонаутко. Да, така? добро беше. Тоа беше уствари на Златно Славече, па ние го повторивме за Каде Бубамара. така, да, знам. Ама таа песна е на Весна Малинова, меѓутоа јас цело ја имав година дена песната, додека не созре, додека не се персонализира, додека не, например, таа заеднички да стане наша песна, тоа не може да се случи. И ме разбираш, после влагаш у студио сите деца, ги анимирам, ги правам. Секој еден збор во секоја песна има зошто е таму. Како се чувствуваш кога настапуваш пред публика? Па порано Те ми фаќа ли беше... трема, Не, нешто? слушај, порано ми беше троа срам. Па беше добро, тогаш имав диоптер, па не ја гледав многу публиката. Знаеш, тие шуве, не знам која ти е срам. Па после некако се отстрамив. Многу е битно жена која ќе роди дете, да ти кажам, тоа некако друга димензија влага и после кажеш, шо, не ми збори, бе, ме цицале, ме праеле, бе, ти ќе ми каже. И мислам дека од која нели сум се да кажам остварила како мајка,
Тоа е друг левел на тешкоти и после више ништо не ти е тешко, не ти е ни срам, ни ништо. Така. И бевме, Добиваш ли некоја енергија, например, кога пееш, дали ствараш конекција со... па тоа тргам да ти кажам. Сега, например, односот на сцена ми е сосем поинаков. Сега барам луѓе во публика за да конектирам со нив. Сега, значи, ми е вистински односот како забавувач, entertainer, кој ќе рече. Значи, гледам да предизвикам емоција, гледам да добиам фидбек. Така, што е многу важно. Многу. Може да ти потикне Порано, па тоа ти го поголема порано енергија била да- млада и неискусна, ќе искочам, ќе се срамам, сега, рау! Лавица. Лаво, да, Ајде, сега. кога сме кај музика, Так. време е малку Леле. да се распееме. Мислев никад нема да кажеш, више само збори. Со моја гитара идеме сега, а на крај ќе испееме уште нешто. О, не ја ќе мора. ја пеам, уствари ти ќе ме Ајде, придржуваш. Може, ела мајкин, ајде. Идеме. Почни ја. Сакам јас нежно да ми шепотиш, да гориш и пееш од моите допири. Во сонот ме гониш Со темни магии, твоите раце, мои златни окови. Со тебе раѓам од вино музика. Жица по жица, во крв се претвора. Знам, јас сум твоја, само твоја судбина. Пеам со тебе, тажна ноќна молитва. Идеме заедно. Моја, ти си гитара. Моја, ти си гитара. Моја, Ти си гитара. без Престан да свирам и само би барам. вечерва дај ми од небо обнови. Видим сенка на моите богови. Знам, јас сум твоја, само твоја Судбина. судбина. Пеам со тебе, тажна ноќна молитва. Моја, ти си гитара. Ти си гитара. Ти си гитара. без Престан да свирам и само би барам. Браво, 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 браво! Браво, мијата. Што значи за тебе успехот, мијата? Па за мене успехот значи
да си среќен, тоа што си го имаш зацртано да си го постигнеш, и сега ако ти се амбициите преголеми, а не се случува, може да си несреќен. Ако ти се помали амбиции, па си остваруваш и поише, па си среќен, си успешен. Што викаш ти, големи очекувања, големи разочарувања. И обратно, нема очекувања, нема разочарувања. Најде ја средината. Така. Какви се твоите мислења за актуелната музичка сцена во Македонија и како ја гледаш незината иднина? Значи, што мислиш моменталната сцена, дали може да се мери со тоа што беше некогаш? Ова сум го прашал, прашање на повеќе музичари што ми беа во Редкаст, меѓутоа ме интересира твоето мислење. Па вака, прво, многу е добро што имаме млади, young bloods што имаме, нели, во самата естрада. Нов бран. Да, нов бран, затоа што и, нели, нови деца, нови генерации, нови вкусови. Не можеш ти да цепаш едно те исто, да вртиш тие па тие и новите да не. Така да тоа е многу позитивно. Штета што немаме повеќе простор медиумски како порано, штета што немаме фестивали како порано, штета што нема емисии со топ листи како порано. А друго, да не забораваме дека сме ние малце луѓе кои што конзумираат музика на изворен македонски јазик и тоа е, значи, повеќе алтруистичка гранка. Не можеш ти да очекуваш не знам ти што, кузне што. Така да битно е, нели, малку да имаме повеќе поддршка и медиумска, и да си соработуваме, да си правиме, да сме си сплотени заедно. Убаво Така е си многу. е. Така да, не, мислам овака што викаш, да си имаме соработки, да си имаме настапи. Што знам, ја такви сакам многу да имам повеќе као кабареа, као што има за стендап комедии, и да си има, например, како за Battle of Bands, што викаат, војна на бендови. да. И еден бенд, па си влезе друг, па да си измешаме. Така сакам. Може и ќе се случи. Ти така сакаш, а јас сакам да испеем уште една песна. Леле. Имавме можност да пееме во шоуто што го водев небитно каде, нели, беше кулинарско шоу и тогаш беше гостинка таму и многу го си поминавме. Не знам Вистина? какви се твоите. Да ви видно те памтам, Кириле. Па чим сум прифатила да дојдам пак, Ја пак да, пеевме убаво. нешто убаво од текстот е Игор Джамбазов, Ребека ја пее, ама ти искрено по-убаво ја пееш. Така да може ли таа да ја бапнеме, а на крај ќе ни отпееш нешто твое капелско. Чека малце да бапнеме, ама текст да видам. Ја Што ќе треба те да волам, бапнеме? Може. Денес е специјален ден, малку влажен, од дождот што са бајле пак се прави важен. И не знам дали вреди на ваков ден да си тажен, ова е некој лажен ден. Денес е специјален ден, денес можам и кого сакам да го извадам од кожа, да ти се јавам и да ти кажам да денес е тој ден за конечно да кажеш нешто убаво, нешто обично, нешто логично, макар суетно, само нека прозвучи нешто конкретно. Многу сум весел која пеам песна, не знам, убаво ми дојде. Идеме? Идеме втора строфа. Денес е специјален ден, малку чуден. Ти мислиш дека спиеш, а ептен си буден. И бейби не заборавај, овој живот е труден. Ова е твојот суден ден. Денес е специјален ден, денес морам да бидам среќна, ако треба се ќе сторам и ќе се борам, па нека горам. Денес и конечно ќе мора да се случи нешто убаво, нешто обично,
вечно, макар суетно, само нека прозвучи нешто конкретно. Нешто убаво, нешто обично, нешто конкретно. Браво. Одиме со необични прашања. Леле, уште. Уште, Ајде, молим уште. те, на фризер сум, ќе му тепа. Леле, баш си фризирана, што ќе ти е да се расипеш фризурата? Белите влаки. Одговарај брзо и остро. Дали некогаш си платила за песна да ти се пушта повеќе на радио или телевизија? Не. Те имаат ли некогаш условено ќе добиеш настап, ама ако... Не. Колку вистински естрадни пријателства имаш? Или сите се пријатели додека имаш хит? Не бе, ја немам многу време да се дружам. Сите си се пријатели и по и пред, ама знаеш, немам време да пијам кафења, така да окей си е све. Си слушнала ли некој да те оговара во бекстејдж, а потоа да ти се смешка пред публика? Не. Кажи ли нешто што никогаш досега не си го кажала јавно, а мислиш дека публиката заслужува да го чуе? Па све ви кажав и приеска. Колку кила имаш? Зашто па ја не кријам, ја на Не, врска се Слушај, насмеја. на лекарски преглед некни бевме од работа. Дека тоа не го знаат само. Како најде. бе не го знаат, сите го знаат. Ја Слушај, не го знам. седиме, ќе ти кажам, седиме со колега исто буцка и викаме, колку ќе си скратиме сега кила? И ми викаш, што викаш пече? Бе, како пече? 8-10 му викам нешто. Имам 110 кила. Па добро бе човек, не си нешто, ја имам толку. Бе, човек под 100 кила, човек ли е бе? Да, па така е. Та убаво рече, овој газ не од А некад сум имала многу помалци, ама сега... Ајде, ако Ги сакаш носам да гордо. останеш, ќе си останеш, Да. ама никој човек му стои да е не елегантно му пополнет, стои. како на нас, например. Си размислувала ли некогаш да направиш нешто скандалозно, намерно, само за да добиеш внимание? Не. Добро. Која е најлошата соработка што си ја направила и зошто се каеш? Немам таква. Не се каам. Не, немаш лоша соработка. Не, немам. Се каеш за некоја песна? Што излегла? Си викаш можеше подобро? Сигурно има. Да, имаше една песна за еден Макфест. Требаше да го снимам вокалот кај Кристијан Габровски. И почивам да ми га, каде мор со тоа века отворено грло, вика, кој ќе те снимите, бе, вика, и преге спилева, и рика, двете, шо правите? Христо Бомбата? Ај, Кај тој човек си Нема изгледа. врска, ама сега ми кажам и влагам таму и со некој чоколада околу мене, све, не знам, ја уште млада, неискусна. И идејата ни беше со Весна една песна, после искочи му стаи да ритам тупце, едно кого... Нема. Каша попа. Направи кој што не треба. Ама Добро. нема врска. Слушај, тоа е ука, све се учи. Така си е. Дали си љубоморна на некој успех на колешка, колега од сцената? На Каролина за ти знаеш колку вредам. Добро. Колку пати си се преправала дека некоја песна изведба ти се допаѓа само за да не се замериш? Зборам за друга изведба. Немам јас такви ситуации. Не си Не сум фул дволична, тајм. не си така, директна си, ја? Не бе, ако не ти кажам ништо, не, ако ти кажам, значи ми се свиѓа. Океј, тоа беше, гледаш колку бевме брзи. Не болеше. Тарара! Поздрав до нашиот спонзор Марче, продолжи брат да ни штампаш вакви прекрасни И да ни чаши. договараш вакви интервјуи. И да Кај ни е Марче? договараш Тамо таму. Марче? Ти таму мафни му. Марче, Легенда е Марче, да. сега да видам што ми Хубави? поклонил. Чашче. И да се јавиш кај фризирката што каснам. Да, види, И редка, ова иста ко мене, човече. види, лепотица. За крај секогаш даваме совети, порака. Совети? Да, тоа ти треба да го направиш, таму да гледаш и да им даеш совет на младите пејачи или на младите луѓе или на сите во светов. Порака за крај. Господјо. Значи, на младите пејачи, така, пред да почне да се бавите професионално со пеење, ве молам да инвестирате во професионална обука за импостинација и импрегнација на позиција за пеење, значи да пеете на диафрагма, за да може да траете и да се надградувате, а не да сте засипнати и да не може да зборите после 10 години.
Браво, бе, мијата, увек оригинална си. Тоа беше се, драги гледачи, се надевам и сигурен сум дека го задржавме вашето внимание. За крај ќе се одјавиме со една прекрасен дел од песна на Мијата во соработка со Фолтин, тоа што ми вети дека ќе ми го Ти ќе пееш испееш. Фултенот? Па ја Ти нема да се осмелам да го пеам Бранко. Прашање спреми, место си пуштиш Пази Мијата сега, да пее. пази сега, секојаш се одјавам со цитати. Овој пат ќе идеме со Тина Тарнер. Не знам колку ја сакаш, може требаше од Арета Френклин да извадам. Не, ти нам сакам. Вели вака, првиот. Никогаш не сум велела. Немам ова или немам она. Секогаш велев, се уште го немам ова, но ќе го добијам. Првиот цитат. Вториот. Не можете да се обседнувате со годините и убавината, затоа што така само постојано ќе трчате по нешто што никогаш нема да го добиете назад. Многу паметно кажам. И третиот за крај. Никогаш не сум запознала некој што нема некаков проблем. Ако ни се случи да немаме проблеми, само прашање на време е кога нешто ќе искрсне. Тоа е животот. Тоа е животот, драги гледачи, само напред и ќе се видиме во наредниот редказ. Се одјавуваме со Мијата, една капела од песната Боли ли? Ме боли? Те боли. Ајде да видиме. Францускиот дел. Францускиот? Францускиот. Je n'ai pas compris même pourquoi les étoiles étaient jalouses de cette ville. N'ai pas compris pourquoi les amoureux en recherche là un abri. Maintenant je vois et je crois. Cette énergie m'accable ce soir. C'est joli, c'est joli, c'est joli. C'est joli le printemps avec toi à Paris. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Et le vent, c'est pas mal avec toi à Paris. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Nous nous promenons sur la route de Rivoli. Je fonds comme fromage car je vois ton visage. Ouh, c'est joli. Секоја чест францускиот, бољи од македонскиот. Мерси, мерси. Мерси. И како се вика на француски? Bonsoir. Bonsoir, à tout à l'heure. Bonsoir, à tout à l'heure. Bye bye. Papa.